Радост, неверување и 2 години чекање, собрани во еден момент. Ова се сцените од домот на семејството Бохот, откако добија вест дека нивниот Алкана, по 738 дена поминати во заробеништво во Газа, конечно се враќа дома. Ахува Хамо за прв пат по 2 години го слушнала гласот на својот син, кој се јавил непосредно пред да биде предаден на Црвениот крст. So excited. We see Elkanah and video FaceTime. My sister talked with him and it's very exciting. And she says, on the feet and he smiled. And she said, tell her, Mom, I'm okay. Елкана се очекува да биде дел од втората група заложници што ќе бидат ослободени во текот на денот. Според договорот за прекид на огнот, Хамас денеска ослободи 7 заложници, а се очекува вкупната бројка да достигне 20. За возврат, Израел ќе ослободи над 1900 палестински затвореници. Над 65.000 израелци славеа на плоштадот на заложниците. Договорот вклучува и предавање на телата на 28 починати заложници, иако времето за тоа се уште не е прецизирано. Американскиот претседател Доналд Трамп, чие посредништво доведе до прекид на огнот во појасот Газа и чиј авион слета во Израел, пристигна во израелскиот парламент. Беше пречекан со стоечки овации. Mr. President, today we welcome you here to thank you for your pivotal leadership in putting forward a proposal that got the backing of almost the entire world. A proposal that brings all our hostages home. For all of time, and after so many years of unceasing war and endless danger, today the skies are calm, the guns are silent, the sirens are still, and the sun rises on a holy land that is finally at peace, a land and a region that will live, God willing, in peace for all eternity. Израел ја започна својата војна операција во појасот Газа откако милитантите на Хамас извршија невиден напад врз еврејската држава на 7 октомври пред 2 години. Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House.